Пронаоѓање на заеднички начини за справување со загадувањето на животната средина. Цивика Мобилитас заедно со неколку граѓански организации организираше регионален форум на кој се дискутираше за проблемот со кој повеќе години се соочуваат жителите на Полошкиот и Скопскиот регион. Од Цивика велат дека секогаш на форумите се поканети представници на надлежните институции, но речиси никогаш не присуствуваат. Целта на форумот е да се подобри соработката помеѓу сите засегнати страни и да се започне со заеднички акции за решавање на проблемите. Имаме од различни сектори представници и во публика и во како говорници дека ќе има простор каде што ќе се согласиме дека треба да соработуваме и дека нема да остане тука, нели само на збор, туку и ќе премине, а во работилницата која што следи по ова очекувам граѓанскиве организации, значи вклучително и ние самите да се договориме за конкретна акција за да речеме од утре во текот на зимата, пролетта, какви акции заеднички. Значи не мора да сме организација за животна средина, за да бидеме солидарни и да поддржиме и да учествуваме активности, мислам воздухот сите го дишеме и треба да сме солидарни едни меѓу други без разлика на прашањето да си даваме поддршка. Од Стуловиот универзитет најактивни по ова прашање се од Институтот за животна средина. Тие развиле нови концепти за мерење на квалитетот на воздухот. Ние развиваме нов систем за неколку мобилни станици кои што практично паралелно ќе ги праќаат информациите до една централна база на податоци и од каде што ќе се прави многу подобра аналитика за причините за загадување на воздухот, дури не само причинители практично и кои елементи на кој начин учествуваат во загадувањето на воздухот. Практично со тоа ние би добиле еден, како би рекол, подетерминистички пристап за утврдување на реалните причини со многу повисок фактор на точност и евентуални потаму мерки и активности кои што би требало да бидат превземени за да се намали или се превенира загадувањето на воздухот. Од граѓанскиот сектор најмногу инволвирани во тематиката за загадувањето се невладината екогерила. Оттаму сметаат дека мора да се изнајдат начини за спасување на тетово, а како приоритет ја наведуваат потребата од почитување на законот во државата, најпрво од страна на надлежните, кои според нив не ги завршуваат своите задачи. Како прво треба да функционира правната држава во ова земја, поради тоа што во една земја каде што не се почитува законот и уставот на државата, таму ќе има и фабрики кои ќе загадуваат, ќе имаш депонии по градови и градоначалници на кои не им стало до тоа. Значи ќе имаш градови без јавен превоз, ќе имаш фрлање на ѓубре на секаде. Тоа првото што треба да се направи, тоа е долгорочно, треба да се почитува законот и уставот на Република Македонија од страна на надлежните како прво, а после тоа и да се значи граѓаните да работат на тоа. Полошкиот регион веќе подолго време се соочува со големо загадување на воздухот. Депонијата и густиот сообраќај се секојдневни проблеми, кои во текот на зимскиот период ескалираат.